разговараат двајца пријатели и едниот му вика на другиот: синоќа, имавме вечера со мојата сопруга на свеки. И другиот пријател така љубовитно прашува: И тој вели: и што и? Дојде струјата и ги изгасивме свеките. Очекувал, нели, пријател, да слушне нешто романтично. Што ме вечера на свеки, значи вечерта продолжува романтично. Ние сме така предодредени да размислуваме, штом слушнеме свеки вечера, значи има некаква романтика, а свеки се палат и кога нема струја. Проблемот е кај нас, бидејќи така не учи Холивуд, велат дека Шекспир е виновен, зашто тој говори за романтична љубов и кога ќе се спомне брак, се говори за љубов која треба да вклучи романтика. Велат дека љубовта е таа која како конј ја влече кучијата, тоест љубовта е она што го влече бракот, и би се согласиле, но за каква љубов станува збор? Бидејќи кога ќе го спомнеме зборот љубов, веднаш мислиме на некакви чувства, романтични чувства. И ако така пристапиме кон книгата Рут, ќе се разочараме, иако има луѓе кои се обидуваат и книгата Рут да ја така интерпретираат на романтичен начин. Но веќе кога ќе стигнеме до 4-та глава, очигледно е дека таму нема никаква романтика, има многу правни заврзлами, техникали, договарање кој ќе ги купи нивите, кој ќе се ожени со Рут, задлужување ако се ожени со Рут да купи ниви и така натаму. Но сепак и овдека има романтика, но таа е Божја романтика, поинаква. Романтиката погледната преку Божите очи и Божјата верност кон народот. Во 3-та глава, да, може да видиме романса, и тоа подготвена од Ноемина, од свекрвата Ноемина, кога и вели на снаата Рут да се искапе, да се облече, да се намириса, и вечерта, кога воз ке заврши со работата на нивата, со вењето на јачменот и развеселен од виното ке си легне, тајно Рут да влезе под постелата на воз и се разбира тоа да продолжи како една романтична вечер, не под свеки, но под месечина или под зазеното небо. Но нештата не се развиваат како што планира Ноемина. Да, Рут прави како што и кажува Ноемина, меѓутоа таа користи приликата да го замоли воз, да го изврши една улога на роднина спасител, тоест преку бракот со Рут да го спаси родословието на Елимелех и починатиот Елимелех, нејзиниот починат свекор, и со тоа неговиот имот. Така се развива 3-та глава. Воз кога слуша какво барање има, Рут се восхитува, се воодушевува и вели: ова сега твоја постапка е поблагородна од се досега што се направила. Се гледа дека ти си добродетелна жена, се гледа дека си една честна жена. И се согласува да го направи она што Рут го бара од него, но има овдека една процедура, правна процедура, која принципиелен човек како воз не може да ја скокне. Има друг роднина кој е поблизок кон покојниот Елимелех и ја има врск, тоест го има правото тој, нели, на брак и на откуп на имотот. Ке кажеме зашто станува збор, какви откупи така натаму. И ветува дека ќе направи се што е во неговите можности. Рут се враќа дома следното утро и кажува на Ноемина за разговорот со воз, и Ноемина вели: тој штом кажал, ќе го направи тоа. И тој нема да одлага. Што поскоро ќе го направи. Навистина, уште истиот ден воз ги превзема сите дејства за да го исполни планот на Рут, кој е и Божи план. И тоа е всушност, нели, она за која ќе говориме во 4-та глава.
имаме контраст во поглед на третата глава, сите нешта во четвртата глава се ја убиваат романтиката. Ќе видиме зашто станува збор, но има еден друг контраст кој е исто така во поглед на првата глава, крајот на четвртата и крајот на првата глава, кој е очигледен овдека. На крајот на првата глава жените ја пречекуваат Ноемина во Витлеем, после 10 годишна пауза се враќа, забележуваат промена кај неа и таа вели: не ме нарекувајте Ноемина пријатна, туку нарекувајте ме Мара, горчлива, зашто исполната сум од Бог со горчина. И кажува причината: еве, полна си заминав во Моав, сега се враќам празна. Вдовица без потомство. На крајот пак на четвртата глава и сите тие жени со кои разговара Ноемина, пак има жени, како што е во првата глава, и велат всушност: не си празна. Бог ти подари потомство. Бог ти подари син. И не само тоа, туку ти имаш една снаа која вреди повеќе од 7 сина, 7 синови. Тоест, крајот на четвртата глава веќе кулминацијата која фрла една вистинска светлина кон сите претходни настани. Тоест, се што се случува во тој момент поставува на правилна перспектива. Тоест, гледаме како се што се случувало во претходните неколку глави водат кон исполнување на Божиот план, тоест Божиото ветување за Месијата, Божиото ветување за верноста кон својот народ. Значи, тоа е еден така поширок контекст на книгата, а сега ќе преминеме на некои чисто историски, древни, културни пракси, кои треба да ги знаеме, за да ја разбереме оваа четврта глава. И прво ќе одиме на таа културна, древно, блискоисточна позадина, која стои зад оваа четврта глава, а текстот што ќе го разгледаме е од Битие 38. Не знам дали ќе да видам тоа. Не. Ќе ви раскажам зашто станува збор, тоа е една голема глава. Го опишува семејството, семејниот живот на Јуда. Еден од синовите на Јаков, синот кој беше избран од Бог да ја продолжи родословната линија на Месијата. Она ветување што го даде Бог на Авраам за потомство се исполнува сега преку Јуда. Тој е избран да биде носителот на таа родословна линија. Јуда, пише во таа 38 глава, си оди, излегува од домот на Јаков, неговиот татко, се заселува во близината на некој човек Адуламиец по име Хира и таму зима за жена ќерка на некој си човек по име Шуа кој е ханаанец, тоест зима жена ханаанка. Не знаеме како се вика супругата на Јуда, само знаеме дека е ќерка на Шуа, ханаанка. Добива од неа 3 сина, Ер, Онан и Шела, го жени с првиот син, најголемиот, Ер, со исто така тугинка, најверојатно ханаанка, Тамара. Меѓутоа, пишува дека Ер е зол човек, кој врши зли работи во Божите очи и Бог го казнува, умира и не остава потомство зад себе. И Јуда што прави според културата на тоа време, така наречен закон за деверски брак, ја дава бездетната снаа Тамара на вториот син, Онан. Онан, знаејќи дека детето што ќе го роди Тамара нема да биде негово, туку ќе биде на покојниот брат, ќе го продолжи родословието на покојниот брат и ќе го земе делот од имотот што припаѓа на покојниот брат, решава кога ќе легне со неа да не ја забременува, тоест онанира, и од тука зборот онанирање од тој човек. И тоа е, таа негова себечност е зла во очите на Бог и тој го казнува и тој умира. И така останува и понатаму Тамара бездетна. Јуда пак се поради смртта на двајца веќе синови се плаши дека ако го даде најмалиот син на Шела на
на Тамар и тој ќе умре и затоа ја држи настрана од најмалиот син. Меѓутоа Тамара измислува еден план, лукав план, кога Јуда оди еден ден во некој друг град да ги стриже овците и вечерта така после дружбата со мажите развеселен од виното, таа застанува на патот, го начекува, се облекува како проститутка, се маскира, и Јуда не ја препознава, сака да легне со неја, таа вели, ќе платиш со твојот прстен, твојот појас и твојата тојага. Јуда се согласува, легнува, меѓутоа ја забременува и по извесно време се гледа дека Тамара е бремена. Јуда сака да ја казни, да ја убие, меѓутоа тогаш Тамара ги вади појасот, прстенот и тојагата и вели, чии се овие? Мои се. Јас бев таа проститутка. И Јуда разбира дека всушност таа е бремена од него, дека тие деца не се негови деца. Таа забременува со близнаци и се раѓа првиот од двајцата, Фарес, и тој е продолжителот на родословната линија. И сега и тој Фарес е вклучен тука во ова родословие од Воз па понатаму. Воз се јавува како потомок на Фарес. Од Воз понатаму пак доаѓа династијата на Давид. Зошто го кажем ова? Да видиме таа пракса, културна пракса за деверски брак. Ако снаата умре бездетна, тоест сопругот на снаата умре бездетен, таа остане како вдовица бездетна, тогаш има обврска братот да остави потомство за починатиот брат. И таа пракса потоа, која е уште пред Мојсеевиот закон, влегува и во Мојсеевиот закон. И тоа пракса што ја гледам во 4 глава на книгата Рут. И тој закон е запишан во Второзаконие 25 глава 5 до 10 стих. Нема да го читаме текстот, ви може да го читате, јас ќе ви го раскажам. Значи, ако умре братот, тогаш за да остане името на покојниот брат, да остави потомство и да биде зачуван неговиот дел од имотот, тогаш следниот брат е должен да ја земе снаата како жена и да остави потомство за покојниот брат, и тоа потомство потоа ќе го наследи имотот на делот од имотот на покојниот брат. Сега, може братот да откаже, зашто тоа би значило дека ќе се намали имотот. Ако, например, снаата остане без потомство, тогаш делот што од починатиот брат би отишол преку потомството, останува кај него. Тоест не се распарчува имотот. Но ако го направи тоа, а иницијативата треба да има снаата, таа оди кај својот девер, ти вели, ти треба сега да го продолжиш родот на твојот брат и да го зачуваш неговиот дел од имотот. Ако тој откаже, тогаш таа треба да отиде кај градските старешини и да каже, мојот девер не сака да исполни таа деверска улога. Тогаш старешините го викат тој брат и се советуваат со него, го прашуваат, и ако пред нив откаже, тогаш пред целиот град, на градската порта, на плоштадот, пред сите, снаата има право да го земе сандалата од тој девер, што не сака да изврши таа должност, го плукнува во лице и вели, така се случува со оној кој не сака да го продолжи родословијата на својот брат. И тогаш донесува срам, нели, на тоа семејство, и тој е наречен без обувка, ли како беше тука, дом на собоениот. Тоа е дом, тоа семејство го носи името, оно е презрено име, дом на собоениот. Значи, тоа се практиките кои стојат во позадината на 4 глава. Рут е вдовица на Махлон и роднините, блиските роднини на Елимелех се овдека Воз и некој друг кој не го знаеме, кои треба да извршат таа улога на роднина спасител на линијата на починатиот роднина и неговиот имот. И тука има уште една друга појава во 4 глава, откуп на имот, откуп на земја. Тоа е опишено во Левит, 25 глава, овој текст од 23 до 28 стих.
во позадина на тој откуп стои Божјото право на собственост. Бог е собственост на земјата. Бог вели, земјата не смее да се продава за секогаш, зашто земјата е моја. Значи, таа земја, ветената земја, е Божја собственост. И затоа Бог може, има право да ги отстрани, избрка ханаанците и да ја подари на Божиот народ. Меѓутоа, таа останува собственост на Бог. И ако Божиот народ морално и духовно стане како ханаанците, Бог може да ја земе земјата назад. И тоа го прави Бог во време на асириското и вавилонското робство. И ме зема земјата на евреите. И кога Бог ја дава земјата на евреите, тој ги распределува за секогаш конечно кој племе, која земја ќе ја поседува. И во рамките потоа на племињата, 12 племиња, секој род, секој колено, секој семејство си има своја земја. И таа земја тие поседуваат за секогаш. Ако некој род, некој семејство ја загуби земјата поради некоја причина, сиромаштија ја продаде и така натаму, тој не ја продава за секогаш, туку после определен број години, купувачот, оној што е новиот собственик, е должен да ја врати на старото семејство имотот. И тоа се прави на јубилејната година. Има право, оној што го загубил имотот и пред јубилејната година, да се го врати имотот, со тоа, ако има пари, оди кај купувачот и му вели, сакам да се ја земам назад нивата или што и да е, куќата, и се одбива од цената годините, оној износ на години кој, нели, собственикот или купувачот ја користел нивата. Така, ако, например, 3 години купувачот ја користел нивата, тогаш стариот собственик може да му каже, вредеше нивата толку и толку кога ти ја купи, меѓутоа ние ќе одбиеме вредност за тие 3 години што ти се ја користел и се ја враќа назад. Тоа може да го направи некој роднина. Ако никој не го прави, тогаш на јубилејната година купувачот треба да се ја врати нивата или имотот на стариот собственик. Бидејќи земјата е Господова. Бог решил како да ја распредели и таа треба да се остане во рамките на семејствата. Ако не може собственикот да ја откупи, тогаш некој близок роднина може да го направи тоа, за да остане имотот пак во рамките на семејството. И тоа го гледаме, таа пракса ја гледаме овдека во 4 глава. На 2 пати Воз вели пред градските старешини, или тој ќе го откупи имотот на Ноемина, за да го продолжи имотот, да го востанови имотот на Елимелех. Ке видиме ние тоа што значи, каква цена, нели, носи. Но тие се тие културни пракси и законски, според Моисеевиот закон, тоа е Божиот закон за Израел, кои стојат во позадина на овој текст што го читаме. Ај сега да видиме како тоа се е представено или како се случува во 4 глава на книгата Рут. Вод ја откупува земјата и ја зема за жена Рут. Тоа е 4 глава. Што прави Воз? Уште истиот ден оди пред градската порта и таму седнува. Го чека оној роднина која го има предимството да го откупи имотот, нели, на Елимелех. И тука има едно зборче и ете, минува оној роднина. Тоа зборче и ете, верувам дека веќе ви е познато, хинех, кој кога писателот, авторот го вклучува во текстот, сака да го сврти вниманието кон тој момент, точно кон тој настан, тоа дејство. Тоест, тука идејата е, или ако сакаме да го преведеме така по-правилно, и гледајте, видите што се случува сега. Тој седна на градската порта и токму тогаш помина тој роднина. Со други зборови, авторот сака да ни каже, гледайте како Бог ги мести работите. Токму во тој момент поминува роднината. Книгата Рут е полна со случајности.
крајот на првата глава завршува со пак она и ете тие дојдоа во Витлеем точно кога беше жетвата на јачменот. Баш тогаш дојдоа. Не е случајно, баш тогаш дојдоа. Потоа во втората глава пишува отиде Рут да работи на некоја нива, бараше работа, и ето токму во нивата на Воз влезе да работи. Идејата тука дека Бог ги раководи нештата во книгата Рут. Бог е тој кој што го остварува планот. Изгледаат нештата во првата глава трагични, изгледаат како безнадежни, но Бог така ги води сите тие нешта за да го исполни својот добар план. И така, поминува роднината, го застанува, чекај сега, стои овдека, и ги повикува градските старешини, они кои мудрите луѓе во градот. И пред нив го исправува тој роднина и пред предизвикот. Дали ќе го исполни тој правото што го има или одговорноста што има кон Ноемина и кон Рут. Тој роднина сигурно знаел дека Елимелех е мртов, сигурно знаел дека Ноемина е веќе овдека, дека нема потомство, знаел за Рут, меѓутоа до тој момент тој ништо не превзел. И сега буквално Воз овдека го поставува во ситуација која нема повеќе одлагање. Ти ќе го извршиш тоа или јас ќе го извршам. И ги поставува овдека, нели, оние правила да биде откупен прво имотот на Елимелех. Тоа значи дека имотот кој е загубен, тој го плаќа и станува дел, се враќа во семејството, тој како близок роднина, го враќа во семејството пак, меѓутоа тој си го поседува тој имот сега. Но, и вели, да, се согласувам за тоа. Меѓутоа продолжува, Воз му вели, но ако го направиш тоа, ти треба да ја земеш и Рут за жена, за тој имот што ќе го откупиш, да се, на тој начин да се востанови имотот на Елимелех, тоест, тој имот ќе се врати во собственост на Ноемина. Тоест, на потомството кое ти ќе го имаш преку Рут. Тоа нема да биде твое потомство, тоа ќе биде потомство на Елимелех, на Махлон, на Килион, потомство на Ноемина. И навистина ние на крајот гледаме, никој не вели Рут доби син. Сите велат Ноемина, на Ноемина и се роди син, зашто по закон тој син припаѓа на Ноемина, според Мојсеевиот закон. И сега, што прави тој близок роднина? Вели, јас немам имот, јас не можам да откупам, зашто ќе го расторам моето наследство. Јас немам пари за трошење. Тоест, ако се ја земе Рут и се роди син, тогаш тој син ќе го наследи она што тој ќе го откупи. И тоа веќе не е негово владење, тоа е владење на Ноемина и потомството понатаму кое ќе се роди. И затоа вели, јас се откажувам. На два пати овдека Воз потенцира, овдека во 5 стих вели, што ми откупуваш нивата од Ноемина? Треба да ја земеш за сопруга и Моавката Рута, жена на умрениот, за да остане нивата во наследство на низиниот починат маж. Ќе ја откупиш тамо каде што е загубена, од оно што сега ја владее, и ќе ја вратиш назад, преку бракот со Рут, ќе ја вратиш назад во собственост на Елимелех. Тоа е законот. И човекот вели, се јас ќе дадам пари, ќе откупам нивата и пак нема да биде моја. Ќе биде на потомство кое не е мое. И се откажува. Тој роднина. Интересно е дека никаде во текстот не е спомнато неговото име. Зошто не е спомнато неговото име? Може само да предпоставуваме, но гледаме дека Воз се однесува со респект кон тој човек. И не го понижува. На крајот, кога тој ќе се откаже, а Воз ќе ја превземе таа улога на роднина искупител, не се случува она плукнување и она наврада, туку само се предава сандалата како знак за предавање на правото на откуп и на брак. А сето друго е така тргнато настрана. И гледаме како Воз
внимателно се однесува кон тој човек, прво му кажува, ова е првиот чекор, а тоа е вториот чекор. Ке се нафатиш или јас да се нафатам? Нема воопшто понижување, нема воопшто презир кон тој човек. Јас сметам дека тоа е причината зашто е скриен идентитетот. За да не знаеме кој тој кој својот дом го претвора во дом на собоениот, нели? Нема презир. И тука го гледаме величината на Воз. Воз кој беше Гибор Чајл, оној вистински маж, смел маж. И тој кога веќе гледа дека тој останува сега со правото за откуп и продолжување на потомството на Елимелех, го извршува ритуалот, ја зима сандалата на тој поблизок роднина и пред сите старешини таму вели: вие сте сега сведоци дека јас го купувам од Ноемина сето Елимелехово и сето Килионово и Малоново наследство. Исто така ја земам за жена и Моавката Рута, Малоновата жена, за да го востанувам името на умрениот во неговото наследство, во имотот. Тој имот ќе се остане како имот на Ноемина, за да не исчезне името на умрениот меѓу браќата негови и од неговиот роден град, а вие сте ми сведоци за тоа денес. Кој големината овдека на Воз? Воз како Воз е смел човек. Тој е голем човек на верата. Тој е Божиот закон. Воз знае дека тоа е Божјата волја. Бог го сака тоа. Бог заповедал да биде така. Претрпува штета, материјална штета. Меѓутоа, тоа е Божјата волја. Го извршува оно што е според планот, според волјата на Бог. И за разлика од оној план, оној романтичен план што го измисли Ноемина, така на брзо вечерта да ги поврзе, да ги сврзе Рут и Воз во врска, со тоа што нели ќе легнат таа вечер. Во древноста нема исклучување на брак. Институција брак не постои. Има семејство, тоест има маж и жена. Во момент кога тие ќе таа врска ќе ја конзумират, нели, тогаш тие веќе стануваат маж и жена. Тој момент. И тоа е планот на Ноемина. Таа вечер тие да станат маж и жена, затоа што нели ќе ја конзумират таа врска. Меѓутоа што се случува? Воз вели не е тоа редот. Има законски ред. Јас треба не во темното, не под покривката, туку на дневна светлина, пред сведоци, пред градската порта, сето тоа да го изјаснам. И таму, која ќе се поминат сите нешто што Бог ги предвидел, тогаш ќе биде таа врска остварена. Воз е човек, а тоа го побара Рут. Од Рут доаѓа нели идејата. Изврши улогата на роднина искупител, тоест направи го се она што треба според законот да се направи. Во тој поглед Рут и Воз многу отскокнуваат од сите други, од оној темен период, од описот што го имаме за евреите во времето на судиите. И тоа гледаме се манифестира и кај народот во Витлеем. Ке видиме ние понатаму во овие благословите, и старешините и жените покажуваат едно восхитувачко разбирање на Божиот завет, на Божиот план за еврејскиот народ, за домот Израелев. Тоа станува нели јасно во тие благослови што сега ќе ги видиме. Тие се тие контрасти што можеме да ги видиме и доаѓа, нели, кога го кажува сето тоа, се произнесуваат благослови. Првите благослови се од старешините, градските старешини. Првиот благослов е наменет за Рут и велат вака: ние сме сведоци, нека даде Господ жената која влегува во куќата твоја да биде како Рахила и Лија, кои обете го изградија домот
Израелев. Гледате каков благослов дават луѓето. Тој благослов не е личен, не е само за домот на Воз, туку Рут да биде како Лија и Рахила. Зошто Лија и Рахила? Па од нив се родија патриарсите на 12 племиња. Тие така го изградија домот Израелев. Тие ги дадоа татковците на 12 еврејски племиња. И благословот овдека на овие старешини е така, како што Лија и Рахила го изградија домот Израелев, така сега Рут да го изгради домот, т.е. да продолжи во тоа градење на домот Израелев. Така да благословот излегува од семејството, од рамките на семејството и е благослов за доброто на целиот народ. С други збори, овдека старешините се повикуваат на заветот на Бог со Авраам, за потомството. Гледате, во едно време на судиите, во кое луѓето заборавиле воопшто за Бог, во кое секој си прави што си сака, што е изгледа право во неговите очи, има овдека луѓе во Витлеем, кои добро го разбираат заветот и велат, и ова сега, што го направи Воз, а тие знаат Воз каков човек е. Нека се продолжи понатаму градењето на Божиот, на Израелевиот дом. Така, тоа е благословот што е изнесен прво кон Рут. Потоа има благослов кон Воз и вели, збогатувај се во родот Ефратов. Имаме благослов за материјален просперитет. Знаат старешините дека Воз ќе претрпи штета. И велат, ти се жртвуваш за да го извршиш Божиот план, но Бог нека те благослови. И твојот имот уште повеќе да се зголеми. Тоа е првиот благослов. А вториот благослов е нека се слави името Твое во Витлеем. И со потомството кое ќе ти го даде од оваа млада жена, Господ ќе ти го даде, нека стана Твојот дом како домот на Фарес, кого Тамара му го роди на Јуда. Откако се родија патриарсите, 12 патриарси, од тие 12 патриарси, Јуда беше избран да биде продолжителот на таа родословна линија на Месијата, т.е. од кога ќе излезе потомокот на Авраам, што беше ветен. И сега таа е врската. Јуда, преку Тамара, една паганка, тугинка, беше продолжено линијата кога го роди Фарес, сега и ти да бидеш како Јуда. И Рут да биде како Тамара. Тоест, овдека желбата на тие старешни е да се продолжи родословната линија на Месијата. И навистина тоа се случува. Се раѓа од Фарес понатаму, тоест од Овид се раѓа понатаму Давид, тоест во станува дедото на Давидовата династија. Продолжува таа родословна линија. Значи, тоа е благословот што старешините го упатуваат кон Рут и Воз и кој гледаме вклучува колективни димензии, не само конкретно кон една личност, тој се благослови за целиот народ. Ти очекуваат дека преку тоа посветено семејство, преку тие добродетелни луѓе, преку тој Гибор Чајл и Ишах Чајл, нели? Преку таа добродетелна жена и тој смел, силен маж, Бог ќе го оствари она што го ветил, ќе го продолжи својот завет. Потоа имаме, нели, вакво благослов кон Ноемина после раѓањето на потомството од Воз и Рут. Во 13 стих пише, Воз се зеде Рут, таму стана жена, тој влезе кај неа и Господ и даде да зачна и роди син. И откако го роди синот, во 14 стих, сега жените доаѓаат на сцена. Ако во првиот дел старешините, мажите беа тие кои благословуваат, сега гледаме жените. Тоа се жените во Витлеем. Мислете тие жени кои се јавуваат на крајот на првата глава. Кога доаѓа Ноемина во Витлеем, и тие велат, леле, ова ли е Ноемина, како станала, не?
И Ноемина вели, немојте да ме викате Ноемина, јас сум горчлива, јас сум Мара. Бог ми исполни со горчина. Сега исти тие жени се свртуваат кон Ноемина и упатуваат благослови. Видите какви се благословите. Првиот благослов е кон Господ. Нека Господ биде благослов. И овие жени покажуваат така восхитувачко, духовно проникнување во сите тие нешта. Нека биде благословен Господ, зашто не те остави без наследник. Тоест, во Ноемина ти не си празна воопшто. Господ ти даде наследник. Тоа е првото. Второто, прославување е наследникот се прославува. Тоест, тој се некако благослови. Вели, и нека биде славно името негово во Израел, на тоа потомство, на тој син што ти го имаш сега. Зошто тој ќе ти биде обнова на животот и прехрана во старите денови твои. Ти си имаш потомство кој се грижи. Тоа е второто. Значи да биде благословен Бог, нека е славно името на во целиот Израел, на тоа потомство, на тој син што ти го доби. И трето, Рут се спомнува. Рожба е на снаата твоја, која те сака и која ти вреди повеќе од 7 синови. И ти велиш дека си празна. Зошто? Викаш, немам синови. Не, ти имаш една снаа која вреди повеќе од 7 синови. 7 синови да имаш. Пак ќе се малку во споредба со таа една снаа што ти ја имаш. Тоест, кога влегува Ноемина во Витлеем и таа вели, сама сум, празна сум, да, жените не ја знаат Рут. Но Ноемина влегува со Рут. Ноемина не ја спомнува воопшто Рут во целиот тој контекст. Вели, што само останав, една тука Моавка има со мене. Не ја ни спомнува Моавката Рут. Овде кај велят жените, Ноемина, ти имаш снаа која многу вреди. И таа снаа тебе, што направи таа снаа? Таа се жртвуваше. Го исполни она што Бог го бара од неа. Таа ти роди син. И гледате, што пише, на крајот во последните стихови воопшто не е спомната Рут. Ноемина го зеде детето. Тоа не е сино дете. Таа си го носеше во предградките. Таа се грижеше за него. И соседките му дадо има велејки, на Ноемина и се роди син. Не на Рут, на Ноемина. Гледате што направи Воос и Рут. Ја спасија Ноемина. Зашто беше Божиот закон, Божјата воља. Но со тоа, тие беа благословени, Воос стана дедото на Давид. Воос и Рут, Рут е бабата на Давид. Ноемина ја нема никаде во родословијата. Понатаму кога го гледам веќе Божјото родословие, тука е Воос вклучен. Не е Ноемина. Воос, дури ни Елимелех го нема. Воос кој станува потомокот на Месијата. Интересно е нешто друго. Рут постојано говори, секаде ја има Рут. Значи, во прва глава и говори на снаите што да прават, да се вратат. На крајот на првата глава им вели на жените, не ме викајте Ноемина, викајте ме Мара. Во втората глава и на почетокот вика, ајде оди работи, на крајот вели, кај Воос седи си таму. Во третата глава и кажува, сега ќе одиш таму на нивата и така ќе направиш. Кога се враќа и Рут вели што се случи, добро е, ќе ги направи работите Воос. Единствено овдека, кога гледаме благослов, таа е благословена. Немаме некаков фидбекот, немаме нешто што таа го кажува. Сега си мисли, добро, зошто е така? Јас не можам да разберам дали авторот, кој не пропушта да ги кажува репликите на Ноемина во сите глави, овдека нема ништо, отсуствува. Дали тој автор не се запрашал тогаш, ами после 2000 години читателот кога го чита и скаже, добро, Ноемина, нели вели, слава ти Господи, благословен биди Господи. Никаде во книгата, никаде, има многу благословувања во книгата. Никаде, на нито едно место, Ноемин не го прославува Господ. Имаме моменти кога таа вели, да, тој е суверен, тој е семокни, тој е Ел Шадај. Така го нарекува на крајот на прва. Тој е Ел Шадај, тој прави што сака, може се да направи. И што прави? Ме полни со горчина. Тоа е тоа. Тука жените на крајот ти велат, не, Ноемина, не си го прав, види Господ колку е голем.
Ти даде потомство. Не гледаме нищо на краят. Само гледаме дека таа се радуваш на детето. Си го одгледа. Но зошто нема во оваа колекција на благослови ништо не излегува од низината уста. Како и да е. И на крајот е родословието, нели? Фарес гроди Есрам, Есрам Арам, Арам Аминадав, Аминадав Наасон, Наасон Салмон, Салмон Воз, Воз Овид, Овид Јесе, Јесе гроди Давид. Машките раѓа. Само мажи раѓат во дневност. Да. Да. Така. Во скоро време ќе има мажи што ќе родат и во нашата црква. Добро. Што можеме како заклучок да кажеме на крајот на изучувањето на оваа книга? Многу интересен погледот кон законот. Не знам дали ги имам тука. Да. Во ред. Нема врска. Интересен е погледот кон законот. Книгата Рут ни покажува каков респект имаат тие луѓе, Воз и Рут, кон законот. Денес има група христијани кои говорат против законот. Тоест, велат, никако не смее да се спомнува закон. Зборот закон треба да се истврли од христијанскиот речник. Во една книга одредени за успех од Джозеф Принц, тој вели, зборот закон или самата концепција на законот внесува вина во човекот, чувство на вина. А Бог не сака ние да се чувствуваме виновни. Бог не сака никакви такви лоши чувства да има во нас. Тој сака само убави чувства да има. Затоа никаков закон, ќе збориме само за благодат. Само благодат. Ами Павле вели, јас кој сум без закон, најслободен од сите, и станав под Христовиот закон, тоа е станав роб, слуга на сите. Знаете ли што е закон у суштина? Закон е Божјото Слово. Закон е она што сака Бог да го правиме. Сега, кога зборам за закон, не мислам на легалистичко исполнување на правила за се спасиме. Не е тоа. Мислам на она што го вели псалмистот во првиот псалм. Кој е блажен човек? Оној кој денонокно размислува, чита, се насладува на Божиот закон. И тоа вели закон таму. Не пише Божјото Слово. Божиот закон. Зошто е блажен? Зашто тоа е како плодно дрво. Како дрво посејано покрај води, чишто лист никогаш не вене и плод го дава навреме. Овие луѓе, Воз не е човек кој легалистички исполнува правила. Треба да се грижи за бедните, треба да се грижам, да, и секи да, колку пише во законот, толку, ајде ти толку. Не, Воз се насладува да го исполнува Божиот закон, да го живе она што Бог го сака од него. И дава. Им вели на жетварите, фрлете повеќе народ. Таа треба да се грижи за две усти. Давајте. Овде ка гледате што прави. Купува. Зашто тоа е Божјата волја. И што се случува? Ми доаѓа благодатта на Бог. Не бидејќи, не заради законот. Не е законот, исполнувањето на законот услов да даде благодата. Туку благодата е средството во сето тоа. Тој смета на Божјата благодат. Тој смета на Божјото учество во сето тоа. Дека тоа Бог го благословува. И тоа е нашиот однос кон Христовиот закон. Ако Павле вели за Христов закон, што е Христовиот закон? Неговото учење, тоа е закон за нас. И Павле го исполнува со задоволство, се насладува, зашто тоа е Божјата волја. Бог го бара тоа од него. Зашто тоа на крајот на криштата е инструмент на благодата. Кога човек се насладува на тоа да го извршува Божјата волја, тој се надава дека неговата благодат, Божјата благодат, ќе го направи сето тоа можно. Дека се покажува сето тоа Божјата благодат. Друго нешто што можеме да видиме, тоа е законот.
Не, ние сме под закон, но не под закон в смисъл да се спасуваме. Видите, ние живееме по благодат. Благодата во нас прави ние да сакаме да го вършиме сето това, што Бог не го оставил како заповеди. Да, има заповеди. Христос ни дава заповеди. Тие се заповеди, но кои за нас не се правила легалистички туку начин на живење. Нешто што носи во нас едно задоволство, наслада. Тоа односот што го покажува и Воз и Рут. Гледаме исто така во книгата Рут дека Бог не останува без праведниот остаток, како што Павле пишува во 10-11 глава. Бог секогаш си имал свој праведен остаток. И во такво мрачно време, како периодот на судиите, Бог си ги има Рут и Воз. Бог си ги има овие старешини во Витлеем. Бог ги има овие жени во Витлеем. И тука, која е значајната улога на Воз? Јас си мислам, ако Воз не беше таков човек, дали неговите слуги ќе беа такви? Сеќавате во втората глава, кога тој доаѓа на нивата и им вели: Господ со вас, Јахве да биде со вас. И сите му велат: да бидеш благословен во Јахве, Јахве да те благослови. Имаме тука однос меѓу Воз како Господар и тие како слуги, во кој Бог им е нивната основа на сврзување. Овие старешини, гледаме како благословуваат во името на Јахве, се повикуваат на заветот. Жените ги гледаме како го благословуваат Бог. И си мислам, ако Воз го продолжеше планот на Ноемина во 3 глава и тие влегоа во таа врска, како маж и жена, таа вечер, конзумирајќи ја врската, дали ќе го имаше сето тоа во 4 глава? Сите тие благослови. Не, тие ќе станаа маж и жена и толку, се ќе завршеше. Не, решението на Воз да го следи Божиот план, принципите што Бог ни ги дава, водат на крај до тоа прославување, до тие благослови. И Витлеем стану, тој Витлеем никаков, мало селце Витлеем, станува еден град кој е во центарот на Божиот план. Во Витлеем се роди Воз, во Витлеем се роди Давид, во Витлеем се роди и Месијата. Едно такво градче. Тоа градче, види каква е овдека улогата на едно семејство, на еден Воз и една Рут. Едно непознато градче, но полно со посветени луѓе на Бог, а главен таму е еден Воз, еден смел воин за Господа. И на крајот, повторно ќе се вратиме на крајот на оној темен крај на книгата Суди. Секој го правеше оно што му изгледаше право во неговите очи. Секој си го правеше оно што си го сака. Не оно што Бог го сака, тоа што си го сака. Рут и Воз се луѓе кои го прават оно што е правилното во Божите очи. Не се како другите. Но за тоа е неопходно вера. Рут покажа вера. За тоа што го напушти домот на својот татко и отиде во народ кој не го познава, да живее таму. Побара закрила под крила, засолниште под крилата на Јахве. Воз покажа вера кога каже, отиде на градската порта и да го испочитува Божиот закон. Ако тој поблисок родина се нафатеше и да го откупи имотот и да се ожени со Рут, тој ќе извисеше. Меѓутоа тој покажа вера. Тоа е начин, тоа е Божиот начин. Бог сака така да направиме. И беше благословен. Вера, сака вера. Знаете ли ние во какво време живееме? Постмодернизам. Знаете кој е другото име на или која е суштината на постмодернистичката идеологија, филозофија? Прави го она што е право во твоите очи. Тоа е. Нема објективна вистина. Нема објективен стандард. Се е субјективно.
Ono što во твоето срце е право, тоа е право. Ono što во моето срце е право, тоа е право. Ти си прав, јас сум прав. И така гледаме како тој постмодернизам го уништува и христијанството. Постмодернистичките цркви изродија ереси. Не е важно словото, јас како чувствувам. Јас сум критериум. Бог ми кажа мене дека е така. Водени сме од емоциите, тоа се од личните вкусови, од оно што нам ни се бендисува. Тоест, она што го гледаме во книгата Судии. Она што го прави Ноемина. Ноемина постојано прави она што изгледа право ни сините очи. Одете си назад кај вашите богови. Што ќе барате во Израел? Па може ли тие две вдовици да најдат поголема среќа од тоа да во Израел да побараат помош од Јахве? Но им вели, не, тоа не е најдоброто за вас, најдобро да се вратите на таму, ќе се најдете мажи. Таму имате шанса, во Израел немате шанса. И вели на Рут, оди, пикни се под кебето на воз. Така ќе се решат проблемите. И денес луѓето дори и начини за спасение измислуваат според нивниот вкус. Јас сметам дека така ќе бидеме спасени. Нема субјективизам. Христос вели, јас сум патот, вистината и животот. Само оно што верува во мене ќе биде спасен. Нема друг начин. Само оно што ќе се посвети да живее до крајот ќе биде спасен. Преку верата во мене. Да, верата, благодата ќе го прави тоа возможно, но се сака посветеност. Ова се силните примери што ги гледаме овдека. Луѓе кои во тешко време се подпираат на верата. И верата се покажува како ефективна, действува. И на крајот Бог го исполнува планот, својот план преку таквите луѓе. Да не се надевам, да го правиме она што е правилно во нашите очи, значи да се надеваме на својата праведност, на своите можности, на своите стратегии, на она светот што ни го диктира, она што ни го нуди светот. Да се постапува она што е право во Божите очи, значи да се живее според верата во Бог, според неговото слово, според неговиот закон. Тоа е верата. Тоа да му се доверуваме на Бог. Тој спасува, тој благослова, тој дава благодат, тој не води. Тој секогаш во неговата совереност го извршува најдоброто за нас. Затоа треба навистина вера. Воз и Рут се примери во тој поглед. Нека тој изучување да не води кон уште поголема вера и да бидеме верни на она слово што Бог ни го дал. Амин.